Добро, јас краток ќе бидам и моето прашање е многу поедноставно, немам неколку, само едно прашање. Бидејќи во излагањето на колешката Спасова беше спомената, таа кажа, цитирам, војната во Европа. И мислиме на она што се случува како руска агресија врз Украина. Дека тоа создава дополнителен товар за стопанството, економијата, енергетската криза и сите други работи. Но моето прашање е следно. Ова украинска криза и војната во Украина влијае и на Србија, и на Албанија, и на Косово, и на Босна и Херцеговина. Еве ќе ги земам овие држави кои што се блиску до нас, слични на нашата економија, имаат слични пазари, конкурираат на слични пазари и имаат, да кажам, дел и соработка и со нашата држава и со регионот. Како е можно македонската економија да има од 2017 година до денес во просек раст од само 1,09% годишно, а во споредба со Македонија, Србија да расте со 3,5%, Косово да расте со 3,5%, Албанија со 3% годишно и Босна и Херцеговина со 2,67% годишно. Бидејќи, ако зборуваме за Македонија и Финска, Македонија и Ирска или Македонија и Португалија, може да кажете дека се тоа други економии, други региони и имаат други параметри, но еве ги посочувам токму државите од нашиот регион, Србија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, сите имаат најмалку по 2 пати или 3 пати поголем годишен раст во секоја измината година од 2017 година до денес, вклучително и 2021 година и првите квартали од 2022 година. Благодарам.